Спротивно на она што се тврдеше, бројот на административците во државата незапирливо расте и понатаму. Најновата статистика покажува дека за последните 3 години, а само во 2017 вработувањето во државните институции малку подзастанало, па јавниот сектор бил со 1000 вработени помалку. Меѓутоа, веќе во наредната година, оваа бројка е надополната и надмината. Во 2015 имало 128.347, во 2016 имало 129.653, наредната 128.772, а во 2018 132.068 вработени во јавниот сектор. Разликата е цели 3.346 службеници повеќе, што би се рекло, администрацијата ќе пукне од превработеност. Ќе ти кажа, оти државни се гледаа во институцијата, не гледаа земјоделие и тие работи. Па сигурно дека е превише службени работници, за тоа треба да се намали. Кој улезе и не излева од таму. Убаво му е, себе се. Е, убаво, ама тоа е. Работниците ќе работат, анџак за нифони плата да земат. Што произведуваат? Ништо не произведуваат. Било и ќе биде и ќе остане тоа. Додека постои човечанството. И покрај ова, администрацијата и понатаму е неефикасна, а граѓаните не се задоволни од низината работа. Не. Зошто не? Не си ја вршат работата, а заposlени се само за плата. Не, уопште. Еден извод да извадиш 3 дена ти треба. Од матична служба. Те они се за тоа да не дерат, да не ги зимат парите, за друго зашто ќе бидат. Администрацијата е привилегија. Никогаш ни работела, нема ни да работи. Освен граѓаните, пофални зборови за службениците немаат ниту фирмите, ги искажува своите впечатоци деношниот советник Павле Гацов. За бизнисот одземањето време е скапоцено, а јавната администрација тоа не ја засега. Вадењето на потврди, уверенија, лиценци и слично е споро. Многу процедури се измислени за да има работни места. На крај, незадоволен од администрацијата и министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, кој е иницијатор за реформа во оваа сфера. За мене добра администрација е онаа која е брза, ефикасна и ефтина. Но од лошо има и полошо, зашто самиот Манчевски вели дека тоа е загрижен за капацитетите на оваа администрација. Со други зборови, огромен дел од неа не се способни за работата, поради која се таму поради што проблем во државата со неа имаат сите. Згора на целото ова, администрацијата е и најплакана. Споредено со другите земји, во Македонија вработените во јавниот сектор се 17,4%, што не е најмногу. Но во тие земји стопанството е силно, а вработеноста на високо ниво, па нивните плати, за разлика од кај нас, не се голем товар.